Земјоделските производители од општина Кочани деновиве интензивно ги третираат оризовите посеви против плевели со цел квалитетна и ефикасна заштита. За таа цел водата во делови од каналската мрежа е запрена, а нивите се испразнети и подготвени за прскање. Два момента ја следат оваа фаза од агротехничките мерки во оризопроизводството. Првиот е дека плевелите се во напредна фаза поради променливото време со многу врнежи, зашто се потребни поголеми количини пестициди при третирањето, а вториот е во пониските цени на препаратите во споредба со претходната година, што се должи на неконтролиран увоз на овие средства од други земји и цветањето на прометот на црно. Значи оваа година, за разлика од претходните години, и плевелот го имаме во поголем замав е затоа што имавме влажна пролет, топла пролет и плевелот зема замав. Со тоа што оризните површини со години наназад се недобро исчистени, значи имаме голем замав од плевел во оризот. За разлика од минатите години, цените на хербицидите кои што се користат за сузбивање на плевелите се многу поевтини, така да производителите ќе имат можност да земат поевтини хербициди. Тоа се должи на тоа што имаме преголем увоз на црно од Турција, значи хербициди кои што коштаат поевтино, за резултатите сигурно дека се послаби во однос на оние легалните кои што се во продажба, меѓутоа цената беше главниот фактор кој што одредуваше да производителите се одлучат на тие хербициди. Агростручњаците велат дека од вкупно потребните пестициди за третирање од околу 4000 хектари под ориз, од земјоделските задруги се набавуваат помалку од половина. Бидејќи најголем процент од производителите се снабдуваат на црно од увоз од трети земји, иако истите не се на позитивна листа за примена. Од таквата ситуација губат сите, државата по основ на ДДВ и царински приходи, земјоделците поради спорниот квалитет и препаратите и намалената ефикасност и трговците поради намален промет и отежното работење.